Гласници на надежда. Глава 18. Како вистински да се познава Христос. Со искуство за учење во мојот живот, открив дека постојат различни нивоа на учење. Ја дознаваме вистината на различни начини. Може да го прочитаме во Библијата или пак во некое друго списание. Тоа е едно ниво на учење. Друго ниво е ние да може да ја слушнеме вистината. Ние слушаме како некој ја зборува вистината. Може да ја искусиме вистината. Тоа е третото ниво на учење. Може да речеме дека искуствата се највалиден начин за учење. Понекогаш тоа не чини многу. Може да избегнеме несреќно и расипничко искуство ако слушаме и читаме, но искуствата се темелни. Тоа е токму таму на дното. Тогаш има многу видови на учење. Вештините што треба да ги знаеме за да заработиме за живот, што би можеле да го наречеме трговија. Начин на кој полесно може да ја завршиш работата. Како да се направи тоа непречено и со минимални напори. Има луѓе кои треба да ги запознаеме. Оние кои ќе водат, тренираат и предаваат. Еднаш, еден ми рече, не е толку многу важно што знаете, но кого познавате. Тоа може би е вистина во христијанското искуство, но исто е важно да ги знаеме фактите на животот. Од Евангелие по Јован, 4 глава, од 39 до 45 стих, ќе ти покажам како вистински да се познава Христот. И мнозина самарјани од градот поверуваа во него, по зборовите на жената која сведочеше. Тој ми кажа се што сум направила. Па кога самарјанците дојдоа при него, го замолија да остане кај нив и останаа таму 2 дена. И уште повеќе од нив поверуваа поради неговото слово. А на жената и велеа: сега не веруваме заради твоето кажување, затоа што самите слушнавме и знаеме дека тој е навистина Христос, спасителот на светот. По 2 дена тргна оттаму за Галилеја. Затоа што самиот Исус изјави дека пророкот нема чест во својата роднина. И така, кога дојде во Галилеја, галилејците го примија, затоа што беа виделе се што сторил во Ерусалим на празникот, бидејќи самите дојдоа на празникот. Споменав во мојот вовед дека има различни нивоа и различни теми на учење. Од овој текст ќе ти покажам неколку карактеристики на Исус Христос, за да го познаваш него вистински. Можеш да читаш за него, да го слушнеш и да го искусиш. Еве го првиот карактер. Тој е откровител на сите нешта. Таа жена со која Исус зборуваше на кладенецот на Јаков, одеднаш сваќајќи дека целиот нејзин живот е како отворена книга пред Господ. Тој како да ги читаше сите делови од нејзиниот живот. Таа му ја кажа вистината и рече: верувам дека си пророк. Таа го заклучи тоа бидејќи нејзиниот живот беше целосно отворен пред него. Многумина од самарјаните поверуваа поради тоа што таа сведочеше. Ми кажа се што сум направила. Таа веќе не можеше да се крие зад работите зад кои се криеше во присуство на други луѓе. Сега во присуството на Исус, таа не можеше да скрие ништо. Затоа што тој е откровител на сите нешта. Таа едноставно се исповеда и рече: ми кажа се што сум направила. Добро, пријателе, тоа е Исус за тебе. Да, тој знае се за тебе. Всушност би сакал да кажам, не можеш да знаеш за себе се додека не дозволиш тој да ти каже што си ти. Тоа е она што и се случи на оваа жена. Тоа може да ти се случи и на тебе, затоа што тој е откровител на сите нешта. Тоа е и еден од карактерите за него. Вториот карактер следи. Тој е откупител на сите луѓе. Исус остана со овие самарјани 2 дена и за тоа време многу поверуваа заради неговиот збор. Го гледаш тоа дека беше неопходно за нив да го слушаат него. Жената им кажа и тие поверуваа за тоа што таа посведочи. Но кога самите го слушнаа него, рекоа: сега не веруваме заради твоето кажување, затоа што самите го чувме него. Да, може да се слушне сведоштво за тоа што Исус направил за другиот, но исто така е добро да го слушнеме него. Сега веруваме, затоа што самите слушнавме и знаеме дека тој е навистина Христос, спасителот на светот. Тоа е што го кажав. Тој е откупител на сите луѓе.
Овие самарионци го видоа него на тој начин. Тие рекоа: разбравме, поверувавме, го слушнавме него и сме пресведочени дека тука е Месијата, Спасителот на светот. Јас се радувам дека го познавам него на тој начин. Знам дека тој е откупител на сите луѓе. Тој е мој откупител. Тој е мој спасител. Јас го имам исповедано и препознаено за него, за Месијата, Спасителот на светот. Дали и ти го познаваш него на тој начин? Ти мора да го спознаеш така. Тој е откупител за сите кои поверуваа. Се разбира, можеш и ти да бидеш еден од тие кои ќе поверуваат во овој момент. И третиот карактер на Исус. Тој е обновител на се добро. Има сериозни трагедии во животот. Еден од нив Исус го спомена тука. Исус изјави дека пророкот нема чест во својата родна земја. Тоа навистина е трагедија. Тоа е она што јас го нарекувам трагедија на соседството. Нели е штета што некои од луѓето кои живеат блиску до нас не сме во можност да ги цениме како што треба. Но Исус е обновител на се што е добро. Галилејците веруваа, галилејците го примија, затоа што беа виделе се што сторил во Ерусалим. Исус правеше чуда. Во Евангелието се запишани 38 чуда што Исус ги направи. И јас верувам. Сите, освен едно чудо, беа направени од милост. Чуда на милост. Неговите дела зборуваа за тоа кој е тој. Галилејците го познаваа него. Го примија, затоа што беше виделе се што тој сторил. Неговите дела на милост, неговите зборови на сочувство и љубов. Да, тој е обновител на се што е добро. Во овој текст го гледаме него, каков што е. Откровител на сите нешта, откупител на сите луѓе, обновител на се што е добро. Како го знаеш него? Токму тука е тој. Верувај во него, прими го него. Тогаш можеш вистински да го познаваш него, исто како и овие луѓе, исто како и јас. Наш небесен татко, колкава е радоста да се отвори Божја книга и заедно да размислуваме на оваа скапоцена вистина. Се прашувам, драг Господи, мојот пријател со кого се дружев неколку мигови, исто така да го пронајде Исус Откровителот, Откупителот, Спасителот, Обновителот. Се молам Светиот Дух да го допре неговото срце и да му даде живот со вечен благослов, преку Исус Христос, нашиот Господ. Амин. Гласници на надежда.